Господине Нумовски, по недела ден на политички тензии и дипломатски игри, Европскиот комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го изгласа извештајот на Томас Вајц за Македонија. Како вие оценувате дипломатијата на Македонија во подизгласувањето на овој извештај? Овој извештај и неговото усвојување во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент секако една добра вест за дипломатијата и општо за нашата држава, знаејќи дека Европскиот парламент е една институција чијшто кредибилитет и легитимитет излегува директно од граѓаните на државите членки на Европската унија и особено затоа што европарламентарците кои што се членови на овој комитет се пратеници кои што имаат искуство во областа на надворешните работи, проширувањето на Европската унија и познавачи на регионот. Добро е тоа што на ова ниво, во оваа фаза од постапката, успеавме да ги одбиеме сите оние напади од бугарските европратеници кои што долго време се обидуваат да вметнат определени формулации таму и верувам дека сите европратеници кои што во огромно мнозинство на нивото на овој комитет го усвоја извештајот се свесни за аргументите кои што во изминатиот период ги представуваше македонската дипломатија. Иако ова е само една фаза од постапката, сметам дека треба да бидеме задоволни за тоа што сме успеале да добиеме ваков извештај, знаејќи дека Бугарија е членка на Европската унија, има своји европратеници, има своји односи и релации со останатите држави членки и нивните европратеници, како и во сите политички групации во Европскиот парламент, додека пак ние сме држава кандидат која што нема своји представници во оваа институција. Пратениците кои што го поддржаа овој извештај на Комитетот за надворешна политика припаѓаат на различни политички групации, што значи дека нашата дипломатија успеала да ги представи аргументите не само на партиите каде што припаѓаат владачките партии и кај нас, туку и на останатите, што е добро за сите понатамошни односи, сите понатамошни битки кои што ќе ги имаме во Европскиот парламент.